На само еден ден до потпишувањето на договорот за добро соседство со Бугарија не стивнуваат бурните реакции во јавноста. Сдруженијето Блаже Конески денес со мирен протест пред Министерството за надворешни работи против потпишувањето на договорот. Тие со порака до премиерот Заев, наместо да потпишува договор, да го одведе бугарскиот премиер Борисов на гробовите на хероите, да им се извини. Господине Заев, македонските херои бараат извинување. Наместо да потпишувате договор, одведете го вашиот пријател Борисов на гробовите на овие херои, да им се извини со што би започал процес на спријателување. Се друго е силување и понижување на македонскиот народ. Господин Заев, денеска ви оставаме 3 канти неотворена боја, зелена, бела, црвена, неотворени не затоа што се плашиме од вашата казна од 400 евра. Казната што ни ја изрекувате на нас е незначителна во однос на казната што ја наметнувате на Република Македонија и македонскиот народ. И поранешниот претседател на Македонското собрание Љубиша Ѓоргиевски со порака до граѓаните. Тој истакнува дека незалудно ВМРО-ДПМН апелираше до народот на 63 пратеника, бидејќи знаеше дека на државата би се случило редефинирање, а првиот чекор за решение е на локалните избори, мокна победа на ВМРО-ДПМН. ВМРО-ДПМН предупреди што не чека ако овој пат нема 63 пратеници. И за договорот со Бугарија, и за предстојното носење на контроверзниот закон за јазиците, и за предстојното менување на името, примањето голем број мигранти во Македонија на трајно живење, можното легализирање на хомосексуални бракови и посвојувањето на деца од нив, и за многу други работи кои ќе следат. Едноставно овие граѓани, дел од овој народ, споделува одговорност и не може вината да ја бара кај ВМРО-ДПМН, на која и даде слабо оружје од само 51 пратеник во парламентот. Од Централниот комитет на ВМРО-ДПМН соопштија дека како партија нема да дадат поддршка на предложениот текст од договорот со Бугарија. Сметаат дека по една година од потпишувањето на договорот државата ќе се соочи со сериозни проблеми, чие решавање ќе биде само на штета на Република Македонија. По презентацијата на договорот пред пратениците во Собранието на Република Македонија, кога од страна на Зоран Заев беше укажано дека текстот не е конечен и може да трпи корекции, беше видливо дека владата на Република Македонија ги прифатила позициите на Република Бугарија за сите спорни прашања и беше очигледно дека никаде во договорот не се спомнува македонскиот народ. Договорот за добро соседство со Бугарија се очекува да биде потпишан утре при официјална посета на Македонија од страна на премиерот на Бугарија Бојко Борисов.